Илина Арсова, првата и единствена македонка што успеа да се искачи на врвот на светот Монт Еверест, висок 8848 метри, но и не само на него, туку на сите 7 највисоки врвови на 7 континенти. Девојката која што е страстно влюбена во планините, но и во ликовната уметност, која честопати ја поврзува токму со неверојатните планински пејсажи, кои што имала можност да ги види на низините неверојатни планинарски тури. Е секако влюбена и во природата и е голем активист за зачувување и подигање на еколошката свест кај населението, поборник за промоција на здравиот начин на живот кај младите. Има напишано книги во кои што ги има раскажано своите неверојатни планинарски авантури, 7 и планинарење. А токму пред некој ден во Скопје ја промовираше и својата прва детска сликовница, наречена Највисокиот врв. Таа е на докторски студии во Соединетите Американски држави, но промоцијата на детската сликовница беше повод да допатува назад во низината родна Македонија, а утринава имам чест и задоволство да го испијам утринското кафе заедно со неа во срцето на градот на улица Ленинова во кафе Станица. Илина, добро утро и ти благодарам што одвои време за екипата на телевизија Алфа. Добро утро, Ирина, секогаш ми е чест да бидам твоја гостинка и добро утро на сите гледачи. Честитки за уште едно твое првенче, велам првенче, затоа што еве некако реши сега да ги доближиш твоите неверојатни планинарски авантури за најмладата публика со најновата сликовница Планинарење. Ти благодарам. Да, некако од секогаш ми беше желба да ја стокмам таа приказна, да ја адаптирам, да биде малку подостапна и разбирлива за најмладата публика, затоа што и кај мене на вистина се започна од еден детски сон. Се започна од еден детски сон, од една сликичка што јас ми ја нацртала на 12 годишна возраст, која што се вика Планинарење, и на тој цртеж представени се планини, планинари со јажења, извидници, лавини, некој повреден таму во планините, без да знам, Ирена, дека тоа понатаму ќе биде мојот живот во реалноста. Значи тоа се едноставно детски соништа. 25 години подоцна ја промовирам книгата Планинарење. Не знам колку години подоцна ги заокружувам 7 врвови, без всушност да знам, затоа што го немав ни видено, го немав ни најдено тој цртаж, неодамна го најдов за да ги споредам работите, за да видам колку тоа долго траело и тлеело и раснело заедно со мене, се додека не дојде до своја реализација. И тоа беше идејата, дека ете да ги поттикнеме најмладите, да ги поттикнеме на дечињата да не престануваат да сонуваат, дека дури и најнедостижните соништа всушност може да станат јаве, ако навистина се посветиме. И секако таму сакав меѓу другото и да спомнам дека голема улога може да има и околината, родителите, пријателите, тимот кој што е околу нас, што не поддржува, но и собствената волја за смело да зачекориме кон исполнување на нашите цели и соништа. Како помина самата промоција? Немаше можност да ја подготвуваш од тука, ја подготвуваше од далеко, а сепак предизвика многу интерес и имаше многу посетители од најмладата читателска публика. Навистина беше прекрасно, беше весело, не ни очекувавме дека ќе има толку публика. Заслужни за тоа се Иванка Ниба, илустраторката, и едицијата Светулка. Значи, во нивна организација беше промоцијата и сето тоа што беше логистички. Голема благодарност до локалот лабораториум кој што ни излезе во пресред, до промоторките, професорката Весна Чапушевска и Вики Танчева, со која што и претходно соработувавме како моја лекторка. Значи, тие на некој преубав начин им се доближија на дечињата, остварија една интеракција со дечињата таму. Понатаму јас имав малку можност да раскажам за моите приказни, па и мои пријатели кои што беа таму присутни, на крајот ми кажа: не сме знаеле за некој од овие приказни. Така што секогаш има нешто ново да се сподели. Јас спомнав илустратурката, бидејќи навистина мислам дека
тој сликовит расказ на некој начин го дополнува наративот кој што јас го раскажувам во приказната, кој што е автобиографски, знаеме дека се вика највисокиот врв и тоа е една автобиографска приказна прилагодена за најмладата публика, но цртежите на некој начин ја надополнуваат приказната меѓу редови. Да, тоа е интересно што и самата си ликовен уметник, а сепак довербата за илустрациите овој пат ја довери на некој друг. Да, и драго ми е што така излезе, затоа што иако сум ликовен уметник и сме колешки со илустраторката Иванка Ниба, сепак не ги владеам јас тие компјутерски дигитални уметности толку добро. Ке ми одземеше навистина многу време, а во моментов мојот приоритет, мојот нов врв кој што го искачувам се токму докторските студии и немав толку време да се посветам и да илустрирам. Иако јас бев илустратор и на некои други книгички, но повторно некој друг ја правеше завршната компјутерска обработка на цртежите. Тоа е уште нешто во кошничката на работи кои што треба да ги научам, ама се уште не сум вешта и не ги владеам компјутерските техники на дигитална уметност. Сега кога и ги спомнавме докторските студии, сакам да те прашам каков е твојот студентско-професорски живот во далечната Америка. Често пати на социјалните мрежи токму така го формулираш твоето живење, токму како студентски живот. Да, буквално е така, значи предавам на студенти кои што се додипломци и земам часови во склоп на мојата докторска програма. Се очекува од мене да бидам активна и на академската сцена, со истражувања, на присуство на конференции и така натаму, но истовремено не ги запоставувам и моите пасии, како што е качувањето, спортот и ликовната уметност. Имав и неколку ликовни изложби во Ноксвил и на други места низ Америка. Студентскиот живот, мислам дека токму планините ми имаат помогнато за да бидам флексибилна и да можам да се прилагодам на било какви услови. Значи сега јас од некој лагоден живот кој што си го конечно некако го оформив, го креирав овдека, со животот во Охрид, љубовниот живот, со работата и така натаму. Наеднаш, нели, се одлучив да го прифатам тој нов предизвик, каде што буквално почнуваш од ново. Не почнувам од нула, не велам дека почнувам од нула, затоа што го имам сето тоа целокупно искуство, но почнувам нов живот и речиси, нели, се од ново живеам во мало студио, се прилагодувам и мислам дека тој момент што ќе си помислам, па чекај малце за ова дали ќе ми биде угодно или нема да ми биде комотно, нели, за живот. Сикам се, јас пола живот сум го поминала во шатор, па што повеќе ми треба? И на тој начин некако си се тешиш и си се мотивираш дека ќе издржиш, дека нема да имаш проблем со тие работи. Но, например, големи шокови ми беа, например, храната. Јас сакам здрава храна, сакам здрав живот и не можам се уште да се навикнам да одам надвор, дури ако можам некогаш да си дозволам во некои кафулиња ресторани, затоа што последно време морам да признам дека храната во Америка речиси е иста цена со храната тука, како што све е поскапено. Дури да можеш да си дозволиш да излезеш надвор да јадеш, не ми се допаѓа таа храна, значи нивната локална кујна е хамбургер и мек and чиз, мислам тоа им е специјалитет, ние тоа тука ќе го јадеме ако нема ништо друго, мислам. И така се навикнав да секогаш сум била практична во кујна, си готвам, си пробувам да се одржам и тежината и формата преку здравата исхрана. Има и нормално дека има и позитивни трендови, има и позитивни примери кои што може да се научат од американците таму. И така едноставно треба да си отворен и да гледаш да можеш да избалансираш, да го прифатиш тоа што ти одговара, но не задолжително да прифатиш баш се од нивната култура. Спомнав дека си активист на повеќе полиња, прица во насока на зачувување на природата, подигање на еколошката свест, текнување на здрави навики и афирмирање на планинарењето. Пред да заминеш во Америка, работеше тука повеќе проекти на овие полиња. Што се случува со тие проекти сега во твое отсуство? Па да, некогаш така малку се мислам да не
запоставив, да не разочарав некого, бидејќи не сум тука и не можам подеднакво да се посветам, но сепак како што следам, можеби импактот што е направен е да се родат нови организации, истомисленици кои што делуваат во иста насока и тој аманет се пренесува преку нови организации и преку постоечките. И покрај тоа што јас не сум тука, ги гледам дека другите волонтери се многу активни, како например, не знам, со цело срце јас ги поддржувам секогаш кога можам да ги поддржам екологистите, но и другите проекти кои што ги имав започнато, гледам да ги оставам во рацете на добри тимови за да продолжат да се развиваат. Например, филмчето кое што го продуцирав и го промовиравме пред некоја година, чинам исто, нели бевме заедно, разговаравме на таа тема. Сега очекуваме ново издание, така што некои од проектите си продолжуваат да си течат. Секако не е исто кога се менаџира нешто од далечина, но добро е да обстанат и да живеат на место, нели да стивнуваат. Или нас заокружуваме уште една календарска година, пошто ти најмногу ќе ја паметиш 2023? За ова требаше да се подготвам. Па имаше доста, значи ево од уметноста, например, имав неколку добри изложби таму, од кои што бев задоволна и сега ќе се обидам, значи и овде паралелно се обидувам да учествувам на групните изложби со Друштвото на ликовни уметници, како и секоја година, каде сум член уште од 2005 година. Така што да, уметноста се движеше во некоја интересна насока, работев акварели, го документирав секој дневието преку акварел и некои мали формати на акрилици. Работите што ги учам на факултет се дефинитивно еден момент кој што како ќе го кажеме, хайлайт на годината, еден момент незаборавен што секој ден значи учам нешто ново. Например, во насока на истражување, не бев доволно запознаена, методите за истражување и така натаму. Тоа е дефинитивно нешто што ќе го помнам за цел живот. Качувањето исто така, значи бев активна на качувачката сцена, па дури настапив на еден надпревар и не само што настапив, туку и победив. И така што се чувствувам добро на тоа поле. Сега малку планините ги заменив со качување на карпа, но тоа и не е од сега. Тоа беше некако по заокружувањето на 7 врвови. Мојот нов предизвик си го поставив во спортското качување, качувањето на карпа, сакајќи да ги поместам сопствените граници и вештини во искачувањето на карпи. Мислам дека кон тоа се ближам се повеќе и едноставно неисцрпни се, значи јас никогаш се уште не сум ја доживеала можеби Америка како свој дом, но уживам да ги откривам незините убавини, незините природни убавини. Значи го посетив големиот кањон, го посетив Йелоустоун, посетив Колорадо и Вајоминг, значи некои земји кои што од секогаш сум знаела дека се специфични по својата пейзажна конфигурација и новите пријателства. Да, имаше доста работи по кои што ќе одбележам 2023 година. Како докторски студент, кариерно можеби, една од поголемите конференции каде што настапив есенва, беше еден така значителен успех за мене. И разговорот ќе го завршиме со прашањето какви се твоите желби и очекувања од новата 2024 година, кои ти се плановите, што сакаш да ти донесе и да ти се случи? Па да, лично за мене се надевам дека ќе достигнам сега некое ново ниво кое што го имам зацртано во науката и она што сакам јас да го спојам, како сакам да ги поврзам работите, значи мојата специјалност е социологија во спортот. Се стремам кон некои нови достигнување на некои нови нивоа таму, но исто така и на сите би сакала да им посакам на целиот свет едноставно. Јас не само што си посакувам желби за себе, него посакувам желби за другите, посакувам желби за светот. Едноставно се наоѓаме во многу
тажна и трогателна и загрижувачка состојба и навистина мислам дека со свесно делување на поединецот дека некои од тие работи може да се сменат, да се живее малку поскромно, да се живее малку по благодарно кон животот, кон другите, со повеќе почит, меѓусебен почит кон луѓето, кон животните, кон природата. И да, тоа се секогаш моите заложби и желби, затоа што мислам дека така само ќе направиме светот да ни биде една посветла и поубава средина за живење. Илина, ти благодарам уште еднаш за одвоеното време и ти посакувам да ти се остварат сите твои желби и планови за следната 2024 и да ни бидеш и во иднина голема инспирација како што си ни на сите наси до сега. Ти благодарам, искрено ми значи и поздрав на сите. Ја честитам новата година. Бидете здрави, живи, весели, сакајте се и спортувајте.